пат мој гостин е Даниела Шијакова. Таа е првата македонка стилист која што веќе повеќе од 10 години се грижи за кралските семејства во арапскиот свет. Даниела, добре дојде. Благодарам што одви време. Знам дека краток период си тука, што е прифатен дали поканата ме бидеш ме гостин и се надевам дека на гледачите ќе им доловиме некои интересни моменти како е да се живее во злато, луксус, гламур, така? Добро најдов, Агниса. Чест ми е што присуствам во твојата емисија, да го пренесам искуството што го имам стекнато тамо, со сите мои вештини и со еден целокупен тим во кој што бев вклучена, да бидам стилист на кралските семејства во Блискиот Исток, поточно во Катар, каде што ја почнува мојата кариера во Катар, во Доха. Потоа стекната со вештини исклучиво за Блискиот Исток, бидејќи косите на жените арапки се многу деликатни, така да мојот старт го почнувам од Катар во престижни салони. Вака, значи првим ти од Скопје, како дојде моментот ти да одлучиш, нели, да го напуштиш Македонија, да работиш во Катар? Па тоа беше 2016-2017 година. Имав собствен бизнис во Скопје, салон, ама се случи пресвртница, да. Добив прекрасна понуда за еден престижен салон во Катар и си решив да ја искористам приликата како стилист. Заминав за Катар. Тоа беше некое искуство кое што требаше да го осетам. Сепак во Македонија е еден живот, таму во тој арапски свет е друг живот, поинаков од нашиот. И си реков, Даниела, одиме. Како те прифати во првиот момент, нели, кога се соочи со нешто сосема поразлично? Прекрасно. Да? Прекрасно ме прифатија затоа што сепак јас доаѓам од еден дел на Европа, од една земја која што убава е за живење и за нив е екзотична. Европејка сум, они така и ме декларира како европејка, и они сакаат новини. Значи, нашиот искуство, да, каков е нашиот начин на работа тука, да го пренесам. Сакаат новини, новости. Колку време работеше во Катар? Кој ти беше првото искуство, еве? Првото искуство ми беше во еден многу убав престижен салон, Жак де Санш. Сепак тоа е француски бренд, кој што го има низ целиот свет. Работев 2 години, а потоа добив, како се истакнав како добар работник, добар фризер, добар стилист. Значи тоа иде од уста на уста? Од уста на уста, да. Добив прекрасна понуда за Саудиска Арабија. Тоа е интересно. Каде? Да. Во Ријад и во Џеда. Прво беше во Ријад, така? Прво бев во Ријад, останав неколку 5-6 месеци, а потоа не пратија за Џеда. Значи ве пратија. Значи леташ приватно со авиони, со џетови, така? Летам. Како што кажав, бев дел од еден прекрасен тим. Соработувавме прекрасно. Целото искуство е одлично. Кажи ми го првиот момент, не именуваме имиња секако, која беше првата кралица што ја стилизираше низината коса? Како изгледа тој момент? Бидејќи не ви рече косите им се специфични. Да, косите им се многу специфични, густи, јако влакно. Првата принцеза што јас ја работев заедно со Трейси Канингхам, кој што беше дел од тој тим, беше едно исклучително искуство, малце така, како да кажам... Како изгледа една принцеза? Една принцеза изгледа многу едноставна,
со дух, со смиреност, со една прекрасна култура, прифаќање пред се на културата на другите народи, добра соработка, речено прекрасно. Како се чувствуваше кога дозна дека имаш чест да работиш принцеза? Кој ти беше тоа прво чувство, искуство? Бев горда на себе. Затоа што тоа го постигнав што сакав. Сакав да одам тамо, сакав да се истакнам, се уште јас сум тамо. Едно прекрасно чувство. Исполнета. Кои беа барањата на принцезата? Она сакаше многу едноставни барања. Пред се, доброто воспитување, доброто понашање, скромноста. Значи не се надмени? Не се надмени. Они се многу скромни, многу интересни. Убаво искуство. Не секојдневно, ама сепак бев многу среќна. А кои беа низините барања? Низините барања беа, она сакаше многу едноставни работи. Пред се они стават третмани на косата. Пред секое стилизирање на косата се стават добри третмани, за да има сјај косата. Што ставаа тоа? Па тоа се... Мори климатските услови нели се други за разлика од Да, комерцијалните маски, ама они преферираат повеќе да е на билна база, да нема многу химикалии, хемија што викаме ние понародно. Она сака баш ние да ја третираме како принцеса. Колку време ја работеше неа? А мислите временски? Временски, да. Па зависи од побарувањата, мислам, ако има она например свадби, прослави, ивенти, поготово за ивентите, многу поголемо внимание посветуваме на нивните коси. Ставаме, мислам се става Ставаат злато, бараат нешто? Да, ставаат као оние принцесите што ги ставаат крунички, ние ги викаме диадеми, мислам така, да. Тоа се со диаманти, со брилијанти, злато, кога она, мислам, колку повеќе злато си има, толку е Побогата? Побогато, не, и побогато и по-така раскошно. Што значи тоа? Да. Што значи тоа ако што повеќе на нив злато ако има? Па да изгледа Подоминантно? подоминантно и Впечатливо. Да. Како изгледа еден ден твој работен со принцезата или кралица? Како е да влезеш во таква една палата, цело опружена со злато? Првиот момент. Ете така малце со трема, ама сепак ние сме професионалци, јас сум професионалец. Мораш да бидеш со достојанство, да бидеш прибрана и сигурна во работата што ја работиш. Значи, она ќе осети ако... Да, ќе осети ако е некоја несигурност, не знаеш ти што треба да ја направиш. Сепак, кога влегуваш тамо, ја знаеш принцезата, ја знаеш каков стил она облекува, каков е фустанот, затоа што претходно ние да одиме тамо, нас ни испраќаат слики, например, ако имате 2-3 инвента, за секој посебно инвент имаме ние фустан, и сега ние треба да бидеме по моделот и по стилот на фустанот, како треба да се направи целиот стајлинг на косата, дали треба да се стават додатоци, кои што додатоците изгледаат прекрасно, тоа се од злато, диаманти, брилијанти, рубини, тоа се некои ситни диадеми, ама изгледаат многу гламурозно, да. По тој стил на фустан, значи како добар стилист, гледам да е фризурата да се совпаѓа со компатибилна со фустанот на VIP личноста или така кажано принцезата. А дали ве терале во некој момент да ти каже дали ајде сакам да присуствуваш со мене на овој евент, да бидеш позади мене? Да, сум присуствувала и на такви евенти, затоа што сепак таму имаат многу убави забави, они се забавуваат.
Тоа се забави, разбираме, под кога имаат они свадби, едниот дел се сопрузите, а во една просторија се машките, сопрузите, а во втората просторија се жените и сопругите. Сопругите, да. Сопругите. Така да јас морам да бидам со нејзе, спремна во секој момент што треба да се направи, како треба да се направи, ако реши она да го смени стајлингот на фустанот. И текнулата ку 5 до 12. Да. Ти кажа Даниела, доаѓа со мене. Да, затоа што ние мора да бидеме спремни на све. Професионално спремни, да во секој момент јас бидам до нејзе и тоа ја спремам косата, го промениме фустанот, стајлингот, додадеме нешто и... А што мислиш, што се случува кога на неа пример, ете, нели, на некоја свадба, мислиш дека чувствува љубомора од другите што се присутни? Затоа што сите се работата што ја правиме е перфекција. Сите се они перфектни. Како изгледаат? Внатре се облечени нормално, така? Надвор се со... Да, внатре имаат такви фустани што јас прв пат во мојот живот ја го осетив богатството и раскошот на фустанот. Они облекуваат фустани кои што гламурозно изгледаат. Наметката е исто слична на фустанот, да е во склоп на ивентот што они го имаат. Ајде, кажи ми интересира некој пример, ете, во кои другите кралски семејства, кралици, нели, они имаат повеќето жени, дали од една соба си одила на другата, да ти кажат, Даниела, ти мислиш дека ќе си одиш? Не, сега ќе правиш не, јас само сум била за една принцеза. Ние сме биле тим, кои што биле 2 стилистки, понекогаш 3. Значи, целокупниот тим се состоеше во стилисти, мејкап артисти, модни креатори, кои што секогаш се надополнувавме во работата. Оттаму леташ каде? Кога ивентите се готови, кога тоа завршува, значи разбираме под ивент кој трае недела до 10 дена. Да, потоа имаме одмор кој се состои можеби од 24 до 48 часа и се спремаме за нареден ивент во некоја друга кралска фамилија. Завршува забавата, влагаш во тие приватни авиони, нивни джетови, така? Да. Како ве пречекуваат и со што ве служат, значи каква храна, какви пијалаци? Не пречекуваат со скапа храна, скапи пијалоци, шампањци кои што коштаат Тие се на 10.000 евра. На 10.000 евра. Да, ама сепак ние треба да бидеме скромни. Така ти ви наговестуваат пред да влезете? Да, затоа што они го даваат и сепак тука се нели као игри. Колку ти си сакаш алчна, да. По храната, значи гледат или по пијалокот колку ти... Да. Сепак треба да си има една скромност. Да, затоа што они повеќе гледат на скромноста, да повеќе не ценат, повеќе ценат скромност. А кај нас е обратно. Епа. Македонија. Да. Оттаму, во кој град, во која, извини, држава беше сега? Зборавме за принцезата во... Па, потоа бев на еден проект во Саудиска Арабија. Значи, патуваш веќе во Саудиска? Да, веќе патувам. Значи, годините поминати во Катар, тоа се 8 години. Мојата работа беше како стилист релација Доха, Саудиска Арабија, Доха, Саудиска Арабија, Оман. Потоа заминав за Саудиска Арабија, бев во Ријад. Во Ријад останувавме неколку месеци, све зависи како тоа се случуваат со забавите, со нивните свадби. Останав во Ријад 7-8 месеци. Ние ги викаме проекти. Што се прави на таква забава? Кажи нешто долго, онака да
да долуват нели гледачите што еви ја го немам, значи тоа доживеано, ти сепак си била индиректно кралица со нив, така? Како изгледа една нивна забава? Раскошно. Многу раскошно. Значи, јас напоменав дека жените се во еден посебен дел. Жените се забавуваат. Нема мешање меѓу машките и меѓу мажите и жените. Жените се забавуваат со танцување, разменување на поклони, на подароци. И што разменуваат? Значи се гледат кога има такава свадба, сите поклони, значи тоа се поклони што ние не можеме да се замислиме тука. Имав една случка каде што на невестата имаше резервирано 2 хотелски соби каде што беа полни со злато. Полни со злато? Да, полни со злато, со диаманти. Така да такви се тие забави, они ги гледат, ги отварат поклоните, ги става тие невестата, брилјантите, диамантите, тоа се менуваат халини, таква една забава. А имало момент да ти поклони некој таков скапоцен накид? И да не го прифатиш? Да, не сакав да го прифатам. Мислиш дека тоа било тест? Да, сепак бевме таму на еден тест, ама јас со мојата професионалност. Данила, ме интересира, смее да се внесува телефони, камери? Да, заборавив да ви кажам и за таа случка. Значи, ние пред да одиме на тие забави, телефоните се остават на посебно место. Не смееме да ги носиме со нас, нити смееме да сликаме. Сепак, кога немаш телефон, не можеш ни да сликаш. Строго забрането е издавање на информации, пренесување на информации. Подпишувате некој? Подпишуваме, да. Подпишуваме документ каде што тоа што сме виделе, не сме виделе и не сме слушнале. Нешто невкусно ако сте виделе, не смете да го кажете? Не за невкусно, туку за нивниот раскош, богатство и кои гости се поканети. Ке се вратиме пак наназад за кралиците. Од горното кралство Диаманти сакам да се спуштиме малце во тоа нивно поднебје. Имаш нешто да кажеш поврзано со тоа, бидејќи знаеме дека нели однадвор од Европа доаѓаат многу таму девојки, дека они имаат по неколку жени. Они како ги третираат нив таму? Агнеса, немав јас контакт. Со синките, каринките се немаат? Не, немав јас никакви контакти. Ние бевме фактички во нивниот дом, тоа е значи палата, кај што се беше ограничено за нас. Значи, ние бевме тамо за принцезите. Што се случува надвор или немав јас такво искуство. Една палата колку соби има? Агнеса. Па 50-60 зависи. Колку е голема палатата? Значи, палата која се спомнува, тоа се главната палата, што е, каде што се прати инвенти, и 4-5 околу палатите. Значи, тоа е нешто огромно, да. Они се заградени со високи ѕидови, така да, сепак, јас, како ќе кажам пак, дека јас немав искуство со надворешниот свет. А они имаат, мислам, они се движат европјанките, сакаат да се дружат они или не? Не, тоа е затворен круг. Тоа си се фамилиите, ги чуваат своите фамилии. Каде искачат? Па не можам да кажам, не знам каде искачат. Искачат уопште или не? Не смеат? Не искачат. Па не има досадно дома толку. Усвајајќи ги промине сите 50 соби. Па да, и тоа ќе е интересно. Значи, секоја соба си е посебна. Како изгледа еден ден шопинг, ме интересира? Еден ден шопинг? Нивен шопинг. Веројатно си била со нив на таму. Еден ден шопинг со нив, можам само да кажам, вау. Затоа што пример даде. Вака, она не иде на шопинг, она само дава листа што треба да се купи, како треба да се купи и од каде. Јас зависи
Она не искача, пак она не Да, искача. она не искача, затоа што не сака да биде видена. Они сепак кога излегуваат надвор имаат фереџиња. Добро. Ама повеќе они сепак сака да седат дома, затоа што домот им е светиње. Кога одиме да пазариме, ако сум јас стилист, Го зимаш списокот? го зимам списокот со нејзиниот шофер и со нејзината, како да кажам, Како десна рака. Десна рака, да. Асистентка. Асистентка. Пред да идеме на шопинг, значи се најавуваме ние во брендираните продавници, што треба да се тргне на страна за да се за принцезата. Веќе тоа спакувано, направено, скоцкано, ние само доаѓаме, ги подигнуваме поклоните, поклоните, тоа што е порачано да се купи, и се враќаме дома. Така да она понекогаш не се ни појавува и не ни оди. Колку чини еден деневен шопинг нивен? Може да чини евра? 100.000 евра. Кој има најмален бренд? Што купуваат? Диор, Прага, кој? Диор, Прага, Версаче. Версаче. Повеќе се за Диор. Сепак тие се тука 3-4 брендови кои што они. Ама сепак и прифаќаат и од Европа, во стилот на стајлингот на косите, на третманот, на облеката. Полека почнуваат да се отварат. Мислам, не да се отварат, они буквално да се отварат, така да би се послободни во... Како изгледа една дневна шминка таму, бидејќи сепак нели Да, степените се доста високи? степените се од 45 до 50. Се шминка, зашто они гледам дека Да, се они се шминкаат, шминкаат. Они исто ги користат шминките, квалитетните шминки на Диор. Па тешка шминка е, ама сепак се издржува. Како што кажав, они не излегуваат многу. Сето тоа е климатизирано, каде и да се оди има клима. Значи, ако се идат во молови, има исто клима. Кога се оди по улици, исто има клима. Интересно. Така да се издржува. Добри шминкери, добри мејкап артисти. Јас реков дека во мојот тим имаше прекрасни мејкап артисти кои што шминката како што ќе ставеа стоеше 24 часа на нивниот. Значи, он, например, ако е од таа листа што била купена, ако нешто се сгреши, или нормално е? Не може да се сгреши, не смее да се сгреши. Не смее да се сгреши. Не смее да се сгреши. Ако се сгреши, дали стануваат они агресивни? Дали се љути? Не, едноставно... Дали вика, дали прават некој шоу? Не, едноставно ќе не вратат по 2-3 пати. Тоа е све прекјутно, без драма, без стрес. Ма сепак професионалноста од наша страна треба да биде на ниво. Зашто ние да сгрешиме? Ние сме тамо за да не сгрешиме. Строги правила. Да. Те наградувала после, ако е задоволна? Со екстра пари? Да. Наградуваат. Да, наградуваат. Правиш вака? За се поише. Да се пошегуваме. Не, они ако те засакаат стварно и ако си топ со нив, они се ќе ти дадат. Почитуваат, они стварно почитуваат. Кажи ми, баш пред вчера мислам дека поразговаравме, кој ми каже дека некоја кралица ти барала да ставиш 20 кила злато беше, така? На глава. Малце помалце беше злато. Колку? Да. Исто Како имаше за така тој еден момент? ивент, кој што беше отидов јас кај неја во соба. Прекрасна особа беше. Прекрасна. Они се Постара понаша... жена или? Не, околу 27-8 години. Пријатна особа, што ќе се напиеш, да ни повели, од кај ќе почнеме, каков е твоето мислење за косата, вака ќе облечам, така ќе облечам, што мислиш да направиме вака, да направиме така, јас викам, сакате ли нешто екстра да ставите на косата? Не се, значи, кога ја донесоа кутијата, низината десна рака, како што да речам, асистентката, го направи стајлингот и ја прашав што би сакле да ставиме. Дали, да, нешто екстра, да. Видиш ти, ја што ќе ти донесам. Кога отворија кутијата, сам вакав, вау, не смеш да реагираш, нели? Тоа треба да си стварно ладна, без емоции. Да, без емоции. Дали сакате ова да го ставам на... Да. Затоа што предходниот пат кога бев на ивент, видов една друга особа која имаше исто така ставено, па јас сакав да бидам исто таква. А што беше тоа? Тоа беше како
преплетено злато помеѓу дијаманти, како голема плочка, мислам мали плочки, па наредени во една целост, кои што требаше убаво тука да се стават. Тоа беше тешко. Стававме екстензии, понекогаш они сака да стават екстензии, за да имаат убави густи, прекрасни коси, кои што се супер за работа. Сака да стават и екстра коса. Веќе кога имаме таков тежок, мислам, кога имаме веќе такво злато, таков аксесорис, треба да се дополни, да биде перфекција. И како моментот кога ќе заменеш од книв и да искочиш вечерта, нели, да прошеташ? Како е дружбата со европјаните? Веќе, нели, тука има голема разлика. Тука они не смеат со нив, жениве да се дружат така. Те прашуваат, ги интересира како они живеат, што прават надвор, како се облакаат, дека повеќето од русинките, нели, се полуголи. Не ги интересира. Ние сме тука за да ги пренесеме. Каков е животот у Европа, каков е животот со европјаните. Значи збориш, те прашуваат. Да. Едноставно, еве како јас и ти што седиме Агнеса, јас седам исто така со нив. Сакаат они како било Дани, каков беше твојот живот, како беше твоето искуство, што работеше во твојата земја, од каде идејата ти да дојдеш кај нас, така некои општи теми кои што сакаат они да ги слушнат. Да. Ви сакаат русинките вие што доаѓаат од надвор? Знаеме за што, за каква работа или не? Не сакаат. Никаква допирна точка? Сепак, Агнеса, јас сум била како дел од фамилија. Дел од нивната фамилија. Јас сум била сконцентрирана на нивниот живот, се што е потребно да бидам тука, кога и да биде потребно, така да не знам ја што се случува надвор од палатата. Како изгледа еден шеик? Па шеиците, носа, така? Како изгледаат? Многу елегантно. Немавме ние многу контакти со нив, затоа што не смеевме да се мешаме. Значи, не смеам јас да одам каде што он има, каде што е во некој дел од палатата, например, каде што се одмара. Они си имаат тамо... А погрешка ако скршнеш? Нема тука погрешка, затоа што имаат обезбедување, да. Сепак обезбедувањето нас не знае. Тимот е 10, мислам се состоеше од 10 луѓе. И они сигурно, они не знаат која што прави, како прави, и така да не смееме многу да се шетаме низ палатите. Све е забрането. Па да, ама во глобала тоа е прекрасен живот. Убаво е да се види такво нешто, убаво е да се доживее. Имам убави моменти, еве и ти раскажав. Така да во моментот не ми текнува повеќе, ама во суштина мислам дека доловив. Како изгледа една нивна трпеза, една нивна вечера, ручек, како изгледа? Ме интересира, што се служи? Какви тањери има? Колку слуги имаат? Колку слуги имаат? Значи, на секоја особа има по една слуга. Може да замислиш, тоа е огромна трпеза. Тоа е за доручек? Да, тоа е за доручекот. Што е? Чај се пие, хумус, зеленчук, овошје, нема нешто тешка храна, ама сепак они сега се многу и заинтересирани, сепак западниот свет сакаат да осетат круасани. Они ги обожаваат круасаните. Да. Тоа е нивниот доручек. Значи, не можам да кажам скромен, ама сепак не е толку... Си има десно да ве поканат да каже повеќе со нас? Не, ние не смееме да присуствуваме. Имаме ако те покани? Сигурно дека ќе одбијам. Да, сигурно дека ќе одбијам. Сепак е Royal Family. За ручек, не преферираат ручек, туку вечерата е главниот дел каде што фамилијата мора да се собере. Мора. Вечерата, да. Вечерата е богата. Што месо? Нивното традиционално јадење
Значи, зборам за Саудиска Арабија, тоа е капсата, која што јас ја обожавам. Што е тоа капса? Тоа е јагнешко месо во жолт ориз, така наречено биријани, Значи со кари. каде што има шафран. Шафранот е еден убав зачин и скап. И многу здрав. Едното од најубавите јадења е капсата. После, сепак се тука, дали да спомнам дека и овчото месо е многу вкусно. Ќофтињата од камила. Од камила ќофтиња? Да. Убаво, јас сум го пробала. Пробував таму работи кои што не можам да ги пробам на друго место. Алкохол нема шанси, така? Како? Алкохол? Не, не се Мислиш дека служија. се кријат да пијат алкохол? Мислам не. Не. Благо многу сакаат. Благо сакаат, баклава сакаат, шиши исто многу пушат. Друго, кадаив. Каде? Има едно сладко, сега не можам да се сетам. Муханабија. Да, може малце нема да го изговорам точно. А што е тоа сладко? Тоа е како... Овеше некад? Мислам од кој? Не, тоа е сладко, баш сладко као десерт. Лесно е, има како она чизкејкот што се прави тоа белиот дел, не знам ни како се вика, не знам. Крем, да. Крем Добро, да. и одозгора се става како дробен кадаив. Интересно. Актуелно не знам дали актуелно беше и Дубај чоколадото, не знам дали си слушнала, дали си го пробала. Тоа беше малце хит, малце не секојдневно, ама одлично. Друго што да ви кажам, исто уживаат во шишата. Значи, моментот кога ќе се повлечат од обврските што ги имаат, од дневните обврски, уживаат во шишата. Има не специјални простори каде што само мажи се собираат. Се коцкаат ли? Не. Седнуваат на земја, тоа е толку релаксирано, каде што жена не може да влезе. Си пушат шиша и разговараат меѓу себе. Тоа ми е боринг некако, не знам, не е боринг. Видов многу убави работи, интересни. Јас ќе кажам пак, пред се мојот почеток во Доха и реалацијата Саудиска Арабија, Доха и Оман, го чувствувам како мој втор дом. Има некоја магија тамо, Агнеса. Колку и да посакуваш да се вратиш во Македонија, сепак носталгија по Македонија има. Да, затоа и сега си тука нормално, фамилија да се видиш. Да видам фамилија, блиските, моите две прекрасни деца. Има магија која те враќа пак и си кажеш, ти пак мораш да се вратиш тамо, ти пак мораш да се вратиш тамо. Колку една плата е ти како, или не смеш да кажеш? Па висока е платата. Дека пак си, нели, десна рака? Да, сепак си десна рака, сепак живееш ти со нив. Понекогаш може да се случи да те покани да се напиеш чај со нејзе. А од до? Да. Па сепак е граница, до 7.000, до 7.000, од 7.000 па може би 8.000 евра. Да. Значи варира, интересно. Зависи како ќе си се докажеш и кој статус они ќе ти го дадат. Значи, они те одредуваат. Да, они те одредуваат колку тебе ќе те платат. Да. Сега ќе се вратиме малце во Македонија. Ме интересира, кога доаѓаш тука, некои те знаат, нели, некои не, имаш работена за некои од македонските наши наводница кралици, бидејќи ние ги немаме тука кралиците, принцесите. Да, секогаш кога се враќам во Македонија, нека престижна фамилија. Имаш работена? Да, ќе продолжам и со тоа. Секогаш кога сакам да се вратам во Македонија, си викам да, Даниела, ти ќе се вратиш во Македонија. Ќе сакаш да најдеш работа, ќе сакам да најдам работа. Ама некако не ми е. Па кој ќе те плати тука? Добро. Сепак не можам да направам јас споредба таа плата и оваа плата, ама некоја па средина. Да, се вратив јас пред некое време, некои 2-3 месеци сум тука. Пробав да работам во една
компанија, да кажам, Исто беше личен стилист? да, влегов во таа компанија како личен стилист. Небитно за кого. Не е битно, не сакам да спомнувам, нека остане тоа така. Од личен стилист јас бев ангажирана како моден дизајнер, што тоа мене некако не ми иде едно со друго. Личен стилист е личен стилист кој што се однесува на косите, на целиот стајлинг. А како моден... Од сакаш да кажеш, од фризерка од фризерка те прави да бидеш дизајнер. Дизајнер, што мислам, како ќе кажам јас сум стилист, да, ама во слободно време може да бидеш и тоа. Гледам дека имаш ти некој сенс и си љубопитна, сепак си креативна особа. Кога си креативна особа за косата и за тие цел стајлинг, што го правам јас, можеш да бидеш креативна и во нешто друго како моден дизајнер. Јас со прашалници на глава не знам што да одговорам. Едноставно не се пронајдов. Не се пронајдов. Интересно. Значи, кога си едно, не можеш да бидеш три во едно. Добро, веројатно, бидејќи кај нас нели фризерите се декларираат како дека се стилисти, дури они нели се даваат важение дека они може да стилизираат нечија си нели облека, тоа не е возможно. Сепак се знаат границите што е фризер, што е стилист, така? Да. Стилисти имаме образовани, факултетско образовани луѓе, односно креатори кои што се достојни тоа да го работат. Да разберам што сакаш да кажеш. Како ги доживуваш кога ги работиш македонските жени, такви, пак ќе кажам, именувани наши кралици, бидејќи пак ќе кажам немаме, и кога ги работиш вистинските кралици во Емиратите? Сосем нормални, калм, смирени. Ака нас си попреша. Значи, мојата смиреност, јас ја мислам дека имам попримено од нив. Споредба со... Имало нека наша да те изведе од такт? Да ти кажем, ми сегели однинат? Па, се случувало, ама јас едноставно... Си викаш сега четката вака, ти да... Не, да, ама едноставно изигнорираш и... Си заминува пријатно. Да, па баш така кажеш, ја ваму извини, третирам кралица, ти тука мене ќе ми се понашаш. Кралски семејства, што се многу по доминантни и во секој поглед и пред се воспитувањето. Така да тука, па еве, јас сум таму 10 години, во периодот кога се враќам по 2-3 месеца по месец, знам да ми се јават да направам некои особи, исто како VIP, што викаш ти. Кај нив дома идеш? Кај нашиве така? Па да, идам кај нив дома, да, сум идела кај нив дома. Колку им наплакаш ако не е тајна? Од до? Па сето тоа е во плико. Значи наши га знаат како да играат игрички. Да, сето тоа е во плико и дискреција има. Дискрeciјата треба да се почитува. Како ја што почитувам дискреција, треба и другата страна да почитува дискреција. Да, се случило понекогаш, ама едноставно јас не придавам внимание. Јас да си ја завршам професионално мојата работа. Кога те праша вчера со ќе дојде и он сега ќе го поканам. Кога те прашавме колку злато донесе од таму. Ти кој рече, боже, колку сте луди двајцата. 0. Така беше? Да. Не смеш да носиш? Можеш до некоја одредена количина, ама па не можеш, мислам 10-15 кила, мислам што е тоа? Тоа е више, не можеш 10-15 кила. 10 кила. Најдеме тука. 10 кила пред се. Пари. Да. Сега, кога веќе сме нели кај моден дизајнер, ќе го повикам нашиот познат македонски креатор Филип Крстевски, кој што нели сепак е факултетски образован, он има право да коментира. Се согласуваш? Да. Значи, да ги поделиме тие разлики. Филип, повели. Ова ми е како гостин, бидејќи пак нели имате
Како се? Имате нели стилични имиња, како кај наши ги се кажуваат стилисти. Так. Сите. Так. Дали Филип имаш некој интересно прашање? Ајде. Па Филип. видете, кога сме во модниот свет, јас Даниела би ја прашал. Некој дрти сакаш да прашаш? Не, па сакав да ја прашам чисто да ми кажете некој искуство околу некој фешн шоу, модна ревија, нели дешавки, како се тоа позадински оди, како се спрема и како фигурира сето тоа на пример. Фешн шоу. Се надевам дека си присуствувала со работа. Да, многу кратко присуствуваме затоа што кога веќе се организира фешн шоуто, се знаат кои модели ќе бидат на фешн шоу, од кој моден креатор Да. и фамилијата, мислам кралската фамилија, веќе ги имаат резервирано халините кои што ќе ги купат. Добро, тие сакаат. Од пред тоа веќе знаат. Од предходно да Ги имат знаат. видено, сакаш да Не, кажеш. па немаш ги имат видено, ама сепак тоа е богат свет кој што може да се дозволи Така. и да ги видат. А они присуствуваат на тие? Не се присуствува Пак не таму, присуствува. значи сепак е во дискреција. Па досадно. Да, затоа што зашто сега јас да без- купам Версаче ако ти веќе си ја купила или ти знаеш дека јас ќе купам Диор халина, а да имам исти, мислам дека не е во ред. Добро, уникатно, нели? Да, уникатно, они Засебно сакаат парче, уникатни нешто. парчиња, да. Тие сакаат нешто посветликаво, нели, нешто да има По-брилјантни нешто бои, да, Блешко. по-ефективни. На страна знам дека таму нели температурите се нели високи и во некои случаи сакаат нешто и полелеаво да носат. Зависи сепак се работи тука за вкус и секој што преферира нели Агнеса. Али мислам дека тие повеќе преферираат нели да бидат во не раскош, моден Раскош. нели, да. Моден круг каде што сакаат тоа да го изнесат на пример. Да бидат видени. Видени, да. Да. И Имат едно... замирисано на пот? Не, и едно парче не се облекува повтор пат. Так, јас сум слушнал. Да, едно парче се Имаат облекува некои на... посебни правила каде што ги преферираат. Да, еден фустан се облекува само еднаш и тоа е се. И шумка. Значи во ноќта во на ивентот, она може да смени 3 фустана. 3 тоалета, 3 тоалети. Постани. Интересно. Ништо тоа се останува негде во гардеробата или Не ги поклонуваат, не ги не се поклонува тоа не. Да, сакаат они лелеави, Току како што кажа Филип. Кави имаат оние... Да, огромни Тоа се плакати кои- соби. Да. Каде што Понекогаш се има за- специјални куки, извини Филип, колку што имаат специјални куки за кондори, за халини, за ташни, за се, да. Па се Така. надевам дека во иднина, значи тројцата би нели доминирале некоја модна, нели А ти се каниш одма да идеш таму, а? нормално Па сте зашто нешто идене? Од околу фрц, така. Ние тројцата мора дефинитивно, значи Да го посетиме, да, да ги посетиме посетиме братите. таму за нас. Да го осетиш тоа Ја е не фешн сум шоу. била, не сум била се уште. Стварно. М. Треба да се посети. ти си бил? Сепак не сум бил, али мислам дека бидејќи разговаравме дека има високи нели температури и мислам дека би ми било малку проблем, затоа што јас не можам баш тие нели Даниела, ако отидеме во ја и Филип таму, возможно да упознаеме некоја принцеза или кралица? Возможно Ти е? преферираат плави жени, така да Да, дали е возможно? Возможно е, да, Значи, дека возможно се е. познаеме се. Да, Што да не возможно. доста контакти таму, мислам Да, дека почувствуваме нета енергија да им земеме тој вајб. Јас го сакам тој свет. Јас го сакам тој свет. Ги сакам тие луѓе. така. Ги сакам. Успеав во кариерата кај нив, бев цената, јас ги сакам. И се уште се. Да, благодарам. Се уште со. Остае пред се Да. нормално од твоја страна и од нивна страна, каде што нели нормално работиш, соработуваш со нив. Имаш Бидејќи некој друг ти си интересантно цел- прашање? Мислам дека, извини Филип, мислам дека повеќе би се прилагодувам таму да живеам отколку тука. Сепак 10 Климатските услови не ти 10 сметат години дека не си сум, пак таму нели влага А и во кој ќе почетокот доеш- беше многу тешко. Беше Беше многу супер. тешко. Влажност на воздух 80%, екстремни температури. Значи исто е како во Египет, зашто ја сум била Египет, Тунис. Таму Таму влага малце што потопло е, малце потопло, да. Поготово во Дубај, мислам 50 степени, 52, зависи 48, ма сето тоа се... се навикнуваш, се прилагодува. Да, навика, мислам. Да. Се тоа сепак некој период, нели, потоа мислам дека ќе ти стане сето ново нормала, нели.
Поготово Саудитска Арабија во Ријад, мислам тоа е екстремно топло. Тој град е сред пустиња, екстремно топло. Тогаш јас не излегувам нигде. Јас сум 24/7 под клима. Така си имам едно прашање за воздух парк, сакаш да прашаш колку коли има еден крал. Да, тоа ме интересира. Тоа би Колку коли било има? интересно, да. 10, 20, тоа се Бентли. Исклучиво само Бентли? Бентли. Значи преферирам. У различни бои. Да, преферираат Бентли. Сакав да те прашам, нели, јас од областта на текстил, сакав да те прашам за тоа што би сакала да знам, бидејќи ти си била во директен контакт, значи со тие луѓе и тие жени, што преферираат на пример тие, нели, да носат на себе, колку нели кажа дека, мислам како што разбрав дека го сакаат оној квалитет, нели, да го носат, нели, она маркирано сето тоа да биде, не она чклија, еве така се изразиме понаши. Бидејќи доста знаат и да се увезат некои работи така натаму. Те преферираат, нели, квалитет, што преферираат тие да носат на пример на себе од страна на текстил на пример? Свила. Свила, да. Свила, она убава, тешка свила. Квалитетна свила. Вака, сега си имам за вас двајца еден челендж. Добро. Сакам да ги скоментираме. Првите дами, односно сопругите на нашите екс-председатели и нашата сегашна прва дама, нашата прва жена председател. Ајде. Чекам сега кои би беа. Ке ми слики сега ќе ви. Да. Наредени. Првин ќе првенствено ќе коментираме нашата сегашна председателка Гордана Селјановска Давкова. Сега ќе ви покажам слика. Ајде. Коментираме за оваа слика или општо за нејзиниот стил? Значи, она ќе се коментира коса, ти стилот. Добро. Еве, зашто станува збор за оваа слика? Мене ми изгледа врхунски тука. Да. Минка до се. Да, поготово. Слушате, мене вие што Да. мене ми се како девојчица тука миче. Поготово целиот стајлинг на косата, за нејзиниот лик и за тоа што ја представува, мислам, што е председател, е перфектно. И бојата и Виглувала цела коса е окей, мислам. Да, нејзината, должината. Посебно бојата е многу прилагодлива на тенот и прекрасна е. Филип, твоја? Прекрасна. Би додал тука нешто или не? Јас мислам дека се да не се мешам, нели, јас си го кажувам. Оде мислење не е страшно. Ти брошче би додал, те мириса. Да. Брош јас би додала брош. Да, нешто баш да блесне, нели, нормално. Да не биде онака баш нешто, нели, мртво, нешто да извадиме што може да биде по... Да. Сепак Филип она е председател на држава. Јас, на пример, кога сме кај незиниот стајлинг, мислам, стил на облека, јас мислам нормално јас следам цело време, јас не знам со кого соработува и кој облекува, реално не сум во тек тоа, но гледам дека често носи, нели, сукни со некоја одредена должина, нели, Мене ми се допаѓа незиниот... носи панталони, преферира да носи, значи, сукни панталони, тоа е незиниот стил и така треба да изгледа, бидејќи таа е нормално, таа е представува нашата држава и гледам дека е со одличен крој пред се, значи тоа морам да го напоменам. Да, гледам дека сака да, бидејќи пак не знам дали таа сама се облекува или некој ја облекува, тука не заблегувам, само би кажал дека тоа што го заприметувам сака да прави некои промени, значи носи бои и позитивни промени. Да, позитивни промени, носи бои и е храбра во тоа, сака да експериментира. Нели некои точкасти кошули, нешто со некој вес, нешто, значи тоа баш го ценам. Да. Нешто рачна изработка, тоа е доста ценето, на пример, кој знае, нели, нормално. Да. Али супер, значи секоја чест, пофални мислам зборови во секој случај. Сега ќе ја искоментираме Елизабета Ѓоргиевска, она е нели на нашиот екс-председател на Македонија Пендаровски. Слика сега ќе ви покажам од неа. Мислење. Елизабета, со еден збор, Елизабета Ѓоргиевска е прекрасна личност. Се гледа така и без оваа слика станува збор? Тата е дама Да. со стил. Она е дама со стил. Килограми, стои сеси, има струкче, значи тука немаме никаков проблем. И мене ми се допаѓа. Да, што прекрасна е. Значи нанес дека колијано, на пример, тука морам да нагласам да кажам. Косата?
косата е толку едноставна, а изгледа богато. Во коса. Сега би искоментирале исто, значи од екс-председателот супругата Маја Иванов. И би сакала да искоментираме и Меланија Трамп што е доне, тука се на истата слика, заедно сликани, еве за оваа слика станува збор. Чекај, ја бе. Да. Косата само, јас би... Она секогаш носела таква коса едноставна Да, црна. едноставно. Едноставен црн боб, Израз и стил. убаво ишишан. Право, Значи, првин кај со прави, да, Ето, со, секогаш искрено. да, она секогаш се Таа фризура, али тука мислам дека моје мислење дека мора да прави промена, мада ако не со секој стил нели на облека, Да, барем и косата нешто, да биде- нели, да додаде нешто, М. да биде да не биде на иста слика нели прикачена како инаку супер, значи Супер. стварно и таа гледав преферираш од секош да носи боја, значи штикла нели уредно на пример спакувано средано се тоа. За Меланија Трамп тука, што ќе искоментирате? Меланија Трамп. Меланија Трамп. Значи Меланија Трамп ги крена нели сите нивоа нели. Космика модата, значи сите така. Да. Значи перфекција во движење, мислам, како да кажам. Имате некој што ќе сакате да го искретувате од нашиот моден свет? Некој? Па искрено јас, еве, кога сум јас во прашање, на пример, јас имам многу што да кажам, и да искритикувам и да пофалам, али мислам дека нема потреба да му давам значење на тоа што нели. Да сте здрави и живи, благодарам што ја прифативте повторната, нели покајно ме бидете гости, Филип, благодарам и што Фала ти многу за се што сте си направила, на пример, исто, минатиот пат бев твој гостин и емисијата е стварно прекрасна, продолжи во таа нели насока, биди позитивна и со позитивни гости пред се. Благодарам повторно многу. Поздрав. Благодарам.